Значи, пред војната се случува аферата Голема Туба. Значи, тоа е само неколку месеци пред војната, едно масовно прислушкување. Доста Димовски е министар за внатрешни работи. Сите ние сметавме дека Зоран Верушевски е авторот на Големо Туба. Пред 2 недели Лупчо Палевски кај мене во емисија вели дека преку опрема која е набавена за војното разузнавање, за Министерството за одбрана, кој таму е помошник министар Сашо Мијалков, исчезна таа опрема, дека преку таа опрема е всушност спроведена точен, дека исчезната, меѓутоа дали е дека исчезната еден дел од опремата, тоа знам дека беше така. А дали сега со таа опрема е прислушкувано, значи немам потврдени информации. Што покажуваат вашите анализи на пример? Значи, некои ваши блиски соработници, значи, мене во неформални разговори вела дека сте се сомневале, не вие, него една структура дека британските служби стоеле позади операцијата прислушкување. Јас никогаш не сум кажал ни на доста, ни на никој да прислушкуваат некој надвор од опсегот на нивната работа. А опсегот на нивната работа нели било криминалци, некој ако има разузнавач кој е луциран, значи тоа е дефиниран опсег. Меѓутоа, да се следат новинари, но да се слушат новинари, политички личности. Јас тоа, значи не е тоа мојот ментален скоп. Никогаш тоа не сум го направил и сум се борел против тоа затоа што сум бил жртва на целата таа политика. Колку доста за да има информации била инволвирана во тоа или колку некои служби други за да бидат интересни па по некоја инерција го правеле тоа или пак од сосема друг извор. Не можам да кажам. Меѓутоа факт е дека после тоа Големото уво доста не направи, односно дали направила анализа, меѓутоа не излезе ни со еден извештај од каде е тоа протечено, како е протечено, кој го правил, значи ние таква информација не добивме. После тоа доста беше само заинтересирана Борис Трајковски да ја амнестира, нели? И таа доби амнестија за тоа. Меѓутоа конкретизирање на информациите што се случувало, јас немам добиено. Добро, од сегашна временска дистанца. Меѓутоа, тоа ако се стави во склопот, дека после тоа 2 месеца, 3 месеца не се случува кризата, значи не може тоа сега да се гледа како одвоен случај. Како изолиран случај. Значи мислите дека е составен дел на кризата? Значи ние тогаш имавме 2 удари. Првиот удар беше купувањето на 4 пратеници кои го направи Борис Мековски и ова излегувањето на ДЕА, Демократска алтернатива и Големото уво. Тие беа 2-3 координирани удара кои на нас не се случија во очи на кризата која се случи со Косово. Таа афера Големото уво, нели, кој сега ја отвараме и анализираме. Каква според вас е улогата на Сашо Мијалков? Според некои информации, 99-2000 година американските служби или службите на пријателските држави бараат негова смена во Министерството за одбрана и вие го менувате од таа позиција. Видите, Сашо Мијалков, кога беше кризата со Косово, значи не македонската, туку српската криза. Бомбардирањето на стара Југославија. Факт е дека Љубе Бошковски, како сега тоа што не знам што имаше функција, дали беше јавен, дали беше... Мислам дека на државна безбедност. Државна нешто што беше. Пане Велев беше на јавна безбедност, тој Бошковски на државна. Фаќаат неколку камиони со оружје кое оди за Србија. Што во тоа време кога ние сме сојузници на НАТО, сојузници на НАТО, сакаме да бидеме со НАТО, е навистина голем преседан. И испаѓа дека за тоа стои Сашо, сега не знам Клюсев колку бил информиран за таа работа, меѓутоа можно и он да бил информиран за таа работа. И тоа е 99-та година. Тоа е, значи, во времето, сега не знам месеци, ама тоа е времето, значи го бомбардираат овој Милошевиќ, целата таа состава. И од овде неколку камиони оружје одат за Србија. Сега, дали претходно имало, колку имало, тоа не знам, меѓутоа на лице место се фатени тие 2-3 камиони. Тогаш е Клюсев министер за одбрана. Тогаш е министер Клюсев, а ово е за разузнавање војно разузнавање. И ние тоа го државме релативно ова под ниско ниво, меѓутоа дали било само тоа или има и нешто друго. Значи после тоа доста Димовска барем 2 пати ми кажува дека
Кристофер Хил инсистира Сашо Мјалков да се смени, Амбасадорот. амбасадорот. Јас тоа воздржано го примам, викам, доста, викам, нека ми каже и на мене, ако е проблем. И навистина Хил дојде и ми рече дека тие сметаат дека на највисоко безбедносно ниво со работката со нашата влада ќе зависи од тоа дали Сашо Мјалков ќе остане понатаму на таа функција. Сега, тоа беше позицијата на американците тогаш, после не им пречеше да им биде Шеф на ДБК. шеф после 10 години со Никола Груевски. Десна рака на Никола Груевски. Во таа фаза таква им беше позицијата. И јас го менам неговиот шеф на позиција, на таа позиција. Сега, после тука има еден интересен момент. Никола Груевски, непосредно после неговото сменување, доаѓа и ме замолува, вели, остана сега без работа, вика, нели има семејство, нема, вика, финансиски примања од нигде, вика, дали, вика, може да го вработи некако советник во владата. Вика, може да Никола. И така, еве, на Сашо Мјалков, во едно тешко време, екзистенцијално сум се нашол да му го решам екзистенцијалниот проблем, нели, визави денешните бизнеси, нели, Денес е веќе еден од клучните олигарси во Република Македонија. Да, еве, тоа е едно така директно седишто, тоа е негде период 2000-та, не знам, 2001 Значи, во 20 години, од човек кој има екзистенцијални проблеми, станува еден од најбогатите. Најкрупните бизнесмени во Македонија, да. Можно ли да учествува со таа опрема некој? Ви велите, да, нема дел на опремата во после Министерството за неговата одбрана. промена, точно дека се направи анализа и дека некои недостатоци на тие елементи за прислушкување недостасуваа.